Пред крајот на првата рунда преговори, само партијата на Ахмети е сигурен партнер на Заев во новата влада. Ниту од Беса, ниту пак од Алијансата немаат конечен став околу тоа дали ќе ја дадат поддршка на новата влада. Сепак, како што пишуваат некои медиуми, комуницирањето меѓу партиите продолжува, а програмата на СДСМ е основата врз која се дискутира и врз која се разгледувани одредени детали кои биле точка на интерес на партиите на албанците. Нерешителноста на Беса, како што неофицијално пишуваат некои портали, е поради досега познатите причини и поради големиот број на функции кои ги бараат, а целта е да не се изгуби гласачкото тело пред локалните избори и поради истрагите кон одредени субјекти кои се осомничени дека се финансирани од Турција. Делегациите на Беса и на СДСМ се сретнаа во саботата и истакнаа дека разговарале за принципите, но од партијата велат дека засега нема ништо ново по таа средба. Официјално од партиите не коментираат како течат преговорите. Учесници на преговорите брифираат дека СДСМ од потенцијалните владини партнери бара во владиниот кабинет да нема лица опфатени со истрагите на специјалното јавно обвинителство, но и да нема партиска заштита на владини функционери ако во иднина бидат предмет на истрага на специјалното обвинителство. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села на својата прва пресконференција по случувањата во собранието, а во пресред на средбата со претседателот на СДСМ Зоран Заев, истакна дека од неговата партија ќе ги преточат потребите на албанците во политички барања и заедно со другите политички субјекти ќе се вратат уште посилни на политичката сцена. Во новата влада ние ќе бидеме гаранција дека интересите на албанците ќе бидат реализирани, заклучи Села. 100 herë kam thënë që unë nga deklarata e shqiptarëve nuk heq dorë sepse është njësoj si të heq dorë nga ardhmëria e fëmisë tim. Patjetër se do insistoj. Është një gjë e sigurt, pa marrë parasysh, unë e thash se po përsëritem. Pa marrë parasysh a do të jemi vetë pjesë fizikisht, me fjalë tjera, do të kemi ministra ose jo, mund edhe mos kemi, ne do ta votojmë qeverinë në mbarsi kur do të jetë këto ditë qeverisjen e re, dhe kuptohet pastaj brenda 100 ditëve do të bëjmë rivlerësim të asaj vote që e kemi dhënë. Неофицијално веќе се споменуваат и имињата за дел од ресорите, со Министерството за внатрешни работи би раководел Оливер Спасовски, Министерство за одбрана Радмила Шекеринска, Министерство за надворешни работи Никола Димитров, Министерство за финансии Кире Наумов или Драган Тевдовски, Министерство за труд и социјална политика Фросина Ременски, Министерство за земјоделство Љупчо Николовски. Од ДУИ се споменуваат имињата на Артан Груби, Теута Арифи и Изет Меджити. За Алијансата за албанците предвидено би било едно вице-премиерско место, едно министерство и заменик министер. Во позитивен правец се движат работите. Верувам дека денеска, утре ќе почнеме веќе да разговараме нешто за ресорите и имињата, за да можеме преку вас да ги информираме граѓаните. Правиме напори, ако не друго заради Брисел да одиме. Но верувам дека поважен е квалитетот, поважно е тоа што е интерес на граѓаните, да биде суштествено, се издоговорено, за да можеме предлогот да го испорачиме до Собранието на Република Македонија. Според собранискиот деловник, од кога претседателот на собранието ќе ги добие предлогот за состав на владата и програмата, веднаш им ги доставува на пратениците, а седницата за избор треба да се одржи во рок од 15 дена од денот на приемот. Очекувањата се дека закажувањето ќе оди брзо, бидејќи неитни измени чекаат и градоначалниците, кои веќе една недела имаат истечен мандат.